Добро, поштувани пријатели. Срамот на Зоран Заев да не дозволиме да стане колективен срам. 2 дена по скандалозното интервју, наместо Зоран Заев да се извини и да ги повлече изјавите, кои што представуваат удар на темелите на македонската држава и самобитноста на македонскиот народ, тој уште подлабоко навлегува во небулози, навреди кон својот народ, историски мисинтерпретации и драматично ги руши позициите на сопствената држава и народ. Заев е изолиран во намерата да го избрише македонскиот национален идентитет, да се откаже до историјата и со тоа да нанесе штети на државата, кои ќе имаат далекусежни последици, штети кои што значат македонската држава да нема право да се темели на илинденското и антифашистичкото наследство. Тоа е она што го прави Зоран Заев овие денови. Ако Заев ги прогласи окупаторите за ослободители, тогаш македонските антифашисти, кои се вистинските ослободители, Заев ги става на другата страна. А добро знаеме дека антифашистичката борба се темелеше на илинденската борба. Добро знаеме дека антифашистичката борба е продолжување на сонот на илинденците. И со ова што Зоран Заев го прави, ја укинува македонската државност, како и традицијата на македонските народно-ослободителни борби од илинденскиот период и антифашистичкиот период, нешто што е спротивно и на Уставот на Република Македонија. Зошто го прави Зоран Заев ова? За фотелја, за власт, за бизниси, за своите фирми во Македонија, но и за своите фирми во Бугарија. Ова го прави за голо останување на власт и за уште малку финансиска корист и интерес за него и за неговите блиски. Тоа е тажната вистина. Несогледливи се последиците од неговите ставови во понатамошните разговори. Ова што го прави, значи целосно рушење на позициите на Република Македонија на трајна основа. Ова што го прави, значи целосно рушење на било каква преговарачка позиција на Република Македонија во иднина. И затоа, ден поскоро, час поскоро треба да поднесе оставка и да си замине. Зоран Заев треба да си даде оставка и да замине. ВМРО-ДПМН, по завршувањето на 100 дена од формирањето на владата, ќе покрене прашање за доверба на владата во собранието на Република Македонија. И очекуваме владата да не ја добие довербата, односно најмалце 61 пратеник во собранието да изгласаат недоверба на владата на Зоран Заев. Време е граѓаните на Република Македонија да се обединат против овој национален срам и национално понижување. Само со оставка на Зоран Заев и изгласување на владата која што тој ја води, ќе има шанса да се подобрат македонските преговарачки позиции, а исто така и да се врати македонското национално достоинство. Од овде, ВМРО-ДПМН ги повикува сите граѓани во одбрана на националните интереси. Денес ќе бидеме низ Македонија. Во 18 часот, под мотото "Оставка на Заев, слобода на народот", ги повикуваме сите граѓани да се соберат во Куманово, Тетово, Велес, Кавадарци, Прилеп, Охрид и Битола. Заедно, сплотени, обединети, без разлика на партиска и политичка припадност, да ја одбраниме Република Македонија, да ја одбраниме самобитноста на македонскиот народ, на македонскиот јазик, на македонската историја и на македонското наследство. Ве повикувам сите да излезете и да не поддржите. Благодарам.